Се враќаме во студиото. Тука е Љузем Фаризи, политички аналитичар. Господине Фаризи, добро дојавте во студио 10. Добар ден, добро ден, најдоб, ви благодарам за поканата и поздрав до нашите гледачи кои не следат во овие утрински или послеутрински времиња, кои најверојатно сакат да имат информации што се случуваше после изборите и се надеваме дека ќе бидеме објективни и ќе ги задоволиме нивните очекувања. Да, се разбира, анализата е за тоа што се случи во првиот изборен круг, што не очекува во вториот, како тоа ќе се рефлектира подоцна не само врз локалните избори, туку и врз севкупната политичка слика во државата, се рефлектира и врз централната власт, ќе зборуваме се тоа, се разбира. Господине Фаризи, со Атанасовски пред вас ги поминавме сите партии, некако партија по партија, избирачки места, не зборувавме многу за така наречениот албански политички блок, намерно го оставивме тоа, бидејќи тука имаме, ми се чини, една подобра специализација, се разбира, нема да зборуваме само за албанскиот политички блок, но еве, некако така ни течеше разговорот, дојдовме до тука. Интересно е кај Вреди и кај коалицијата оформена околу ДУИ или АКИ, како што се нарекуваше на овие избори. Таму, ако го видиме вкупниот број на гласови, коалицијата околу ДУИ повторно освои, ми се чини, поголем број на гласови на советнички листи, доколку го гледаме, но некако ние важни центри каде што најмногу се кршеа копијата пресед Чаер, можеме да го издвоиме. Тука излегува политичките првенци на двата политички кампуси, победи Вреди. Вреди води Иво Тетово, таму е известно дека господинот Касами има подобра позиција во вториот круг, ќе видиме како ќе биде во другите центри. Па така еве, како за почеток, ваша оценка од првиот изборен круг во поглед на ова прашање. Сакам да се надоврзам од почеток, бидејќи многу теми отворавте, но јас сум против тоа, од секогаш сум бил против да се делиме на македонци, албанци, турци, така пошто не освен што ги делиме народот, го делиме и партиите по тоа основа, сме почнале да ги делиме аналитичарите, кој е албанскиот, кој е македонскиот. Па затоа и кажав така јас генерално сум за да анализирам целокупниот политички процес од сите политички партии, од сите кампуси, но можеби повеќе ги знам пошто потекнувам албанец, нели, од тие средини и добро ги знам како е нивниот мајндсет, како тие функционираат, како тие делуваат, како ја чувствуваат власта, како сакат да делуваат за да бидат дел од нив и не ги бират средствата буквално за да влезат во власт. Само сакам да доврзам нешто друго што е многу интересно, а тоа е резимето од целиот изборен процес. Можда, не знам дали изјавата било и на македонски јазик, бидејќи предноста, можда мојата предност како аналитичар е тоа што го знам и македонскиот и албанскиот јазик. Замислете, Зијадин Села во тај кампусот на тоа АКИ, ајде да кажем на оригинал, како беше коалицијата помеѓу ДУИ и алијансите со печати, без печати, со лидер, званичен, со без лидер. Замислете Зијадин Села каква изјава дава. Синош мислам или денеска. За тоа што сме изгубиле ние како коалиција, криво е Европската унија и Албин Курти. А да не забораваме после изборите дека цело време го нападнаа Вреди и ширеа дезинформации дека Македонија е заробена бидејќи се владе од центрите, односно од српскиот свет и од рускиот свет. Тоа беше во време на кампањата. Од кога ги видеа резултатите, го забораваа српскиот свет и рускиот свет и сега дека му е криве европскиот свет, односно некои центри од Европска унија и дополнително Албин Курти, што блазе везе нема со реалноста. Сега, ено тие треба да кажуваат јавно, пошто ние сме се во заблуда. Дали тоа рускиот свет и српскиот свет, што јас верувам дека беше чиста пропаганда, се со цел за тие да можат да земат повеќе гласови, имајќи у предвид дека мислат дека албанците
по таа насока ќе ги гласат. Да не забораваме дека таа коалиција имаше околу 140.000 гласови минатата година, сега плюс дополнително го имат и таравари во таа коалиција, тоа машинерија на пропаганда, на ширење на лажни информации, и сепак не успеа да освојат ниту една званична општина. После ќе ги елаборираме во кои општини тие добиле, во кои не добила, а јас имам и дополнителни информации во тие кај добиле, за да ги споделам прв пат со јавноста. Добро, аки доби во одредени општини? Ќе ви кажам дали ги добили или не ги добили. Ќе чекаме времето за 2-3 месеци, пошто и таму има некои комбинации, но да го образложиме полека за да... Добро, Липкова сигурно ја добија. Да. Ќе ви кажем и за Липкова. Тоа што сега моментално дуи во овие изборите е најголемиот губитник заедно со и со Арбен Таравари и со Зиедин Села. Арбен Таравари званично нема добиено во ниту една општина, бидејќи и во Врапшиште и во Гостивар званично веќе не е избиран градоначалник, бидејќи немаше цензус. Во Сарај ја изгуби битката бидејќи победи Вреди на прв круг и веќе односно губеше тој вториот човек во партијата, секретарот на партијата, нели, тој како нов лик во партијата, кој нов лик со стари идеи кој го имитуваше буквално Али Ахмети. Не требаше Али Ахмети да го слушаме, требаше да го пуштиме него, бидејќи тој очигледно му е идол Али Ахмети. Не знам по која основа, дали во неговото политичко действување или по начинот на збогатување. Сега треба тој да излезе пред јавноста и да го кажува и да се изјасни за тоа. Но многу интересно и во другиот дел, пример во Чаир, изгуби катастрофално првиот лик после Ахмети, односно што во некои колуари се зборуваше дека тој ќе биде наследникот на Али Ахмети, изгуби. Да, тоа дефинитивно се смета за наголема и неславно заврши, но можам да кажам дека во неделата, односно 19 октомври, едно е важно, дека фабриката за производство на лажни информации, дезинформации, манипулации и ширење на нетрпение кон народот банкротира. Знаете зошто? Пошто не само што е победена Дуи, таму имаше 4-5 луѓе кои цело време ја манипулира јавноста со ширење на дезинформации во смисла дека албанците се нападнати од страна на македонците и во соработка со српскиот и рускиот свет. И тоа албанците го одбие таа идеја, бидејќи гласа спротивно, односно завлен. Да, вие имате право дека Дуи заедно со другите политички партии, односно таа опозиционерската коалиција наречена АКИ, предводена од Дуи, зема 120, зависи сега, различни се бројките во... Ако гледаме гласови на советнички листи. На советничките листи, но да не забораваме дека тие 22 години го имат контролирано буквално секој милиметар од државата и секој милиметар од институциите на државата, кои уште ги имат под канџи, односно ги имат одредени структури кои работат тајни во тие институции, а дополнително па Вреди во овој период од минатата година не праеше притисок кон тие луѓе, туку ги остави слободно да почнат да размислуваат, но се покажува дека тоа начинот на слободно мислење кај нив не може така да се смени. Знаете зошто? Пошто тие се навикнале на таа политичка структура, почнувајќи од нивниот лидер. Еве, да не забораваме дека Ахмети кога дојде во 2001 и 2002 година имаше капитал после војната со истите манипулации дека тој ги ослободил албанците и така натаму, но денес како го гледаш од тоа гол после 22 години, ќе видиш дека нивната цел единствената биле да дојдат на власт. Затоа и таа забанцијата со сликата дека тој работи во Макдоналдс, некаде тоа е реалност. Замислете да не беше чиновник на таа војна во 2001 година, кај ќе работеше Али Ахмети во својата кариера, кога немаше ниту една квалификација со средна школа, може да замислиш, во архива можеш да работиш кај нас во некоја институција, или
Ако си па во странство, највеќе што можеш да работиш, да бидеш барист или да работиш во Макдоналдс, буквално таа слика. Тоа е реалност што требаше тој да работи во својот живот, ако не се квалификуваше. Кога зборуваме, еве, за Дуи, имаат пад на гласове, но имаат сите пад на гласове, ние претходно ги гледавме, еве, ќе преповториме, значи, ВМРО ДПМН доби 301.000, таму има најголем пад, 135.000 гласа и коалицијата, Левица 57.000, таму има 10.000, СДСМ 125.000, што е исто пад од оние катастрофални 150.000 кои имаа на парламентарни. Знам, 38.000, рече се преполовено гласачко тело, има пад и Дуи, како што кажавме, но, како што кажав, имаат пад и сите. А вреди има малце, кај вреди, ако се гледа во советничките листи, околу 14.000, мислам дека има пат или 16.000. Значи, тоа е еден феномен кој се гледа кај сите партии и коалиции, но мотивацијата е многу мала за локални. Дека се локални, да. Но сакам друго да ве прашам, дали мислите дека може би е прерана констатацијата на премиерот Мицковски кога вели овие избори покажуваат дека со Дуи е завршено. Дека тие се завршена приказна. Бидејќи сепак 110.000 гласа не е мал политички кампус. Првин сакам да кажам дека ние како народ, генерално кажувам во државата, не сме поврзани со локалните проблеми, бидејќи ние многу малце гледаме на општите потреби на граѓаните, но ние сакаме индивидуално. Таа група на луѓе што не гласале во овие локални избори, јас мислам дека тие се поврзани директно со централната власт. Може одредени делови, знаеш како не, јас не излегувам на гласање, зашто да излегувам, исто тоа е, ќе гласат другите, се знае кој е победникот и може да тоа. Но кога ќе дојде после 2 години, памтете, се снима ова, пак ќе имаме покачување, речиси, кај сите политички партии, значи, гласањето, односно излезеноста кај граѓаните, бидејќи директно ние се поврзани, таков не е менталитетот. Не само во овие избори, во континуитет, ако гледаме и во минатото, во 8 циклуси колку се држале избори кај нас, сегаш во локалните избори паѓа, не само кај нас, туку и во регионот, гледа и во Косово, исто се случува, имавме локални, избори. секогаш паѓа. Ние не сме европјанци, ние не сме стига како германците да излеземе да го гласаме гранчалникот што треба да не ги реши основните проблеми што не тангираат лично нас во секојдневието, ние се гледаме повеќе на централната власт, тоа е нормално. Не само кај нас, туку и во комплет во регионот. Тоа е менталитетот, балкански менталитет. Сега ние не можеме едноставно да бидеме ни скандинавци, ни да бидеме дел како германскиот менталитет. Но што се десува на Дуи? Да. Знаете што? Еве пример од вчера, од завчера, многу големо разочарување кај сите политички партии. Само да ви кажам дека според моите информации што ги имам, имале состанок, Аки имал состанок заедно, че се степале таму помеѓу себе, лидерите. Ти ме предаде таму, не, ти ме предаде. Они мисли дека Ахмети го предал Арбен Таравари мисли дека го предал Зијадин Селе мисли, значи не може сега да се договорат кој го предал во денот на гласањето, но едното е дека почнат тие да се расцепат, ви гарантирам дека во следните парламентарни избори тие нема да бидат заедно. Дополнително во тие општини, пример, вреди веќе ги доби општините кај Дуи владееше. Во Арачинова го победија Сарај, кој е најголемите општини во ниво на градот, може да е најголемите општини кои носи повеќе гласови кај во албанската средина. Да не забораваме дека во минатото беше концептот дека тој што победи во шеската, тој е победникот во ниво на државата. Тој беше менталитетот на Мендутачи и на ДПА во тоа време, дека ако победи во шеската и ти си представникот на албанската. Но Ахмети формулата има од 2002 година. Знаеш кој победеше? Победеше во кецот и во двојката. Таа ми ја правеше разликата од 4 до 5 пратеници и така стануваше сегаш во власт. Кога овие другите па алтернатива, па сега и движењето на Изет Меджити го знаат точно дека амбаро, да не кажам, на гласови оди повеќе
повеќе од Кецот и од двојката, и тие се сконцентрира во Скопскиот и во Кумановскиот регион. Иако пример во Куманово победи кандидатот на Дуј, односно во Липково, и сега реално да размислиме од сите овој процес, тогаш Ахмети треба да даде оставка и Еркан, односно градоначалникот на Липково, да дојде председател на партијата, пошто тој им држи лекција на сите дека единственото само тој е победникот во Дуј. Само таму е уберлив. Само пример да се вратиме, мене ме интересира исто таката во Тетово изгубја, че има втор циклус после 2 недели ќе се гласа уште еднаш таму, но имајќи предвид дека разликата е 4000 гласови, јас мислам дека тука Билка сами би бил во предност. Желино го доби, Теарце го доби, што се водеше од страна Дуј. Бастионот на Дуј исто така. Замислете, две политички партии го имаат бастион. И Алијанса на Таравари, и Дуј Боговиње изгубија и таму. За малку не успеа кандидатот на Бленда оди од прва рунда, така што останал пример Гостивар и Врапчиште. Гостивар ке се гласа од почеток. Но јас мислам дека нема да има цензус таму, и таму повереник, како се кажува, тој човек што треба Мислите повторно нема да има цензус? Нема да има цензус, таму нема да се избира градоначалник, ви гарантирам за ова, и таму ќе има човек назначен од страна на влада како повереник, не знам сега како му е поимот на тој човек, на лицето што ќе како предвидува законот, да. Во Кичево ќе биде многу интересна битката. Да, Кичево, што мислите за Кичево? Една за секогаш албанците и македонците треба малце да, како во овој избори, овој можда беше почетокот, малце ние од тие стереотипите да се оддалечиме, односно ние треба да гласаме за градоначалник без разлика по која националност е. Јас мислам дека и вреди да знаат да играат убаво политички сега, ако сакат во политичкиот живот да го држат Дуј заедно со тие 125.000 гласа колку добија, тогаш треба да му ја дават Кичево. А ако сакат да го елиминират политички тие 120 гласа, односно Ахмети со тие гласови, тогаш мислам дека ќе треба, сега ако стратешки гледаш, треба да гласат за кандидатот на ВМРО да помене, но реално јас мислам дека таму треба промени, бидејќи истиот градоначалник веќе го имаме 3 мандати, не знам колку, и не треба ние да гласаме по етнички основ. Замислете пример во Англија, да го земеме пример. Зошто да не бидеме кај нив, како кај нив? Градоначалникот на Лондон е од Индија, нели? Беше поминато. Така што 2% се таму граѓани со потекло кои имаат од таа држава, а 98 над 90% се англичани. Замислете сега градоначалникот. И ние треба да научиме од тие дека градоначалникот не треба да се избира по националност, туку треба да се бира во основа на компетенциите што ги има, односно тоа колку е способен да води со една општина. Нанесува ли политичка штета оние прислушувани разговори кои ги исфрли фамозниот Елчека за Фатмир Дехари пред изборите? Па јас мислам дека од кога излеза тие прислушувањата, тој не е обичен граѓанин, да е обичен граѓанин, знаеш приватниот живот, но јас мислам дека тој требаше да даде оставка во моментот кога почна да се појави, а сега почна исто така фамозните во 2016 лепени, прелепени, стечени, монтирани, жолто комбе, не знам, истата приказна имаме како пред 9 години. Јас мислам дека крајно е и логично би било и морално да се повлече таа кандидатура и да им остави можноста, можда пред овие избори требаше, односно пред да се случат избори да се тргнуваше и да му овозможи на младите, односно имаше еден млад кандидат таму, на Фатмир Лимани и на кандидатот на ВМРО ДПМНЕ Александар, да се борат помеѓу себе и граѓаните слободно да се изразуваат и без некоја, не кажам, јас знам дека тие граѓани сега не сакаат да го гласат него. Од тие разговорите што го има слушнато, да бидејќи тоа се случило во општина, не се случило дома. Да. Пред се или во некој хотел, да не кажам, но тие разговори се случило во општината. Сега колку граѓаните ќе бидат свесни, ќе треба да чекаме за 2 недели, но политички гледано јас мислам дека вреди треба ако сака да расте, особено лично Фатмир Лимани и партијата на Беса, јас мислам дека треба паметно да играт. И една за сегогаш Ахмети да го поразат и во Кичево, а во Струга јас мислам дека Мендичира во вториот круг како фаворит.
Знаете зашто? Од завчера веќе во Дуи се е изгаснато и знаеме дека таму тие функционираат по принцип на клиентелизм. Одма луѓето од Дуи веќе почнал да се јавуваат во вреди, тие линковите што ги имат, се подразбира дека таму Изет Меджити беше дел од Дуи долг период. И јас мислам дека тие се многу близко да запоминат кај него. Ќе видиме деновиве како ќе се случуваат работите. А ме прашавте во врска и со општините, преска колку каде доби Дуи. Еве пример во Чашка. Јас ви гарантирам дека кандидатот на Чашка на Дуи за многу кратко време ќе се префрли во влијан. Јас мислам дека Изет Меджити многу добро ја знае начинот на функционирање на Дуи и му го знае капацитетот на Али Ахмети. Али Ахмети за мене никогаш не бил добар политичар. Јас си кажав дека го злоупотребил 2001 година, 2002, тоа нели кога требаше да се врати мирот во државата и дополнително тој паралелно ги користеше институциите, меѓународната заедница и да не кажам политичарите кои сака повеќе власта да ја делат заедно со Ахмети за да можат да крадат колку е можно од државата. Но јас од оваа перспектива денеска од секогаш сум имал истото мислење дека Ахмети не е способен, не е добар политичар, не е добар стратег, но времењата беа така што истите, замислите сега, Ахмети се бореше против, односно Менду Тачис, Јадин Селар, Бен Таравари и сите други политички партии се бореа против Ахмети да го урнат и на крај кога најтешко беше Ахмети, тие отида да му помогнат да го држат на власт. Тие биле дека сите овие политички партии, односно политички лидери, бидејќи не политички партии, пошто им верувале на партијата, луѓето што го имат гласене, другите политички партии кои не биле Дуи, но јас мислам дека нивните политички лидери биле во платен список или имале бизнис сделка заедно со Меджити. Друга логика на објаснување нема. Дали мислите ли дека може да дојде до промена до лидерството во Дуи, особено после епилогот од овие кога ќе заврши вториот круг, кога се ќе слегне малку прашината, ќе почне ли да размислува Ахмети за повлекување од Дуи, па веројатно и од политиката? Ако ме прашате лично мене, јас како мислам, дека први на Ахмети има мајндсет на сталинизмот, ленинизмот и на комунизмот. И он јавно го кажа, не го брани. Значи, не бега од тоа, ниту па ги демантира тие информации, односно кого му кажуваат дека ти си марксист-ленинист, тој никогаш или емверист по таа логика, односно по тој концепт се води тој. Јас мислам дека тој сака да станува единствениот лидер на таа политичка партија кој ја отворил и го затворил. Јас мислам дека на крај ќе ја затвори политичката партија и нема да му дозволува на некој млад. Ај да карикирам дека сака сега да му остави политичката партија на младите, на колку? Па на Бујар Османи, например. Па Бујар Османи изгуби веќе. Па добро во ред. Не, тој веќе нема. Крешник Бектеши. Крешник Бектеши исто, значи 5 луѓе во Дуи кои беа фајтери на тоа што го кажав дека банкротирал, односно дека банкротирал фабриката, тие беше Бујар Османи, Артан Груби, беше Арбар Адеми, човекот што го спомнавте. Да, Крешник Бектеши. Значи, овие беа главните фајтери кои шира дезинформации сегош во регионот и беа лицата кои заштита Дуи, сите одеднаш ги снемува. Арбер Адеми јавно има кажано дека јас ќе се пензионирам заедно со Али Ахмети, Бујар Османи изгуби, другиот е во бегство, не може ни да се врати, а дополнително во црна листа, и Крешник Бектеши, нели тоа што се случи после дискотеката у Кочани, јас мислам дека тој веќе нема капацитет. Дури тој нема капацитет, јас мислам дека во Дуи веќе нема капацитет, а шефот на штабот што беше секретарот на партијата од Тетово, нели, тој изгуби катастрофално во Тетово, буквално згасна сите лидери кои може да го наследат Ахмети, така Ахмети слободно може да каже дека нема лидер кој да ме наследи, клуч на партијата. И завршена приказната. Да, кога зборуваме за дури таа политичка партија, јас мислам дека нема визија, пошто тие се поврзани директно со лидерот, тие немале концепт на владење. Тие не размислуваат дека
дека треба да има, знаеш што, во Дуи владе еден менталитет дека Ахмети никога ќе живее дотека ќе постои светот. Има таков, значи тие не размислуваат дека ќе еден ден ќе се тргне Ахмети. Дали политички, дали природно, пошто ние сме живи, што се еден ден ќе умреме сите, тие мислат дека тој ќе биде бесконечен во овој свет. Да. Интересно е, еве, кога сме, сакав да преминам на вреди, но еве уште едно прашање, кога сме веќе кај таа коалиција, ми се чини дека Зијадин Села на некој начин е политичар кој е во залез, гледаме дека не е не толку присутен во јавноста, но Арбен Таравари, мислам дека имаше доста поголем потенцијал и има се уште, се разбира, но некако неговите политички потези ми се чини дека се малку хаотични или ајде да речеме во најмала рака нестабилни. Уште да се навратиме уште кога беше министер во првата влада на Зоран Заев, па навамо сите негови политички потези се некако како да не успева да најде еден концепт, туку цело време како да лута во работите. Не. Тој лута заради лични интереси. Тој лута бидејќи тој има цел во животот, а тоа е како да го стигне семејството на Ахмети во смисла на богатството, пошто друг начин нема зашто ти да смениш. Значи, ти да одиш, тој политички, знаеш како делува како кенгурот, скоко од една страна во другата страна, пак од тој знаеш што изјави пред изборите. Дека коалицијата што е моментално со Дуи дека е моментално. Тоа што значи дека од денеска тој треба да скока. Еве ви гарантирам дека тој сигурно ги моли нив за да ќе видиш за еден краток период како ќе му бидат неговите изјави. Сега по секоја цена ќе сака да го врати Гостивар. Јас ви гарантирам дека сам ќе се сака да се кандидира и ќе се обиде да се пазарува со овие другите. И сега гледано од другата страна. Јас мислам дека најголемата услуга што му има направено Таравари е тоа што му го има направено на Изет Меджиди. Изет Меджиди, главниот конкурент за лидер во Влен, го имаше само Арбен Таравари. Да. Тој си изгоре самиот, тој си знае зошто. Знаеш што е за мене за него ризично. Тој знае зошто отиде во Дуи. Јас ви гарантирам дека тоа така било, времето ќе покажува. Тој отиде таму за да се врати пак на власт следната година и за да го гради кадната гаража во клинички центар. Но не успеа на тоа. Не успеа на тоа и сега тој си знае да не му бидеш на негова кожа, ме разбираш. Сега во следните локални избори кои да се држат во општина Гостивар, најверојатно тој ќе сака да се кандидира, но пред тоа да се пазарува, односно да оди кај Влен да моли. Но Изет Меджиди, јас мислам дека нема да го земе веќе назад, не сака ни да соработува со него, бидејќи ќе му биде, познавајќи го него, бидејќи го напушти кога му беше најтешко. Биде замисли да биде Арбен Таравари на оваа страна, на страна на Влен. Денеска Влен немаше да правиме ние муабет за 125.000 гласа на Дуи. Дуи ќе стигнеше максимално 70-75.000 гласа. Бидејќи тие гласови имаат според некои информации од 15 до 20.000 гласа на Дуи, а да не забораваме после мотивот за излегување на луѓето, бидејќи тие кога се Дуи беше мртва после 2024 година како политичка партија. На нив надежта им дојде кога Арбен Таравари ја напушти влада, тие мислат дека ќе победат убедливо, односно ќе ги освојат сите општини. Ако памтите нивните изјави, да не заборавам дека 0 општини ќе зема вреди, таа беше кампањата што ја промовира кон албанците, дополнително ставање тука на доза на ултранационализмот, да не кажам на фашизмот, дека албанците се нападнати од страна на српскиот и рускиот свет и на светот на ВМРО ДПМН се подразбира тука, цело време го нападна Христијан Мицковски и на крај да излезе дека не биле нападнати од нив, туку биле нападнати од страна на Европската унија. Да, кога зборуваме за вреди, коалицијата тие се разбира, еве констатиравме дека остварија и поради и покрај помалиот број на вкупно гласови сепак добар резултат од своја клучни центри. Ми се чини дека пред изборите постоја дилеми околу еве и ова вие што го зборувате, околу лидерството во вреди, околу тоа дека таму има Сакав да се поврзам со добри вие повеќе партии, дека на некој начин
многу предвидуваа и дека таа коалиција ќе се распадне. Но ми се чини дека после овие локални избори дека коалицијата вреде се на некој начин се консолидира, остварија еден почврст политички субјект и дека имаат подобра позиција не само во визави албанскиот политички кампус, туку ќе имаат подобра позиција и во владата на централно ниво. Битката внатре во Влен беше првно, ви кажав да се надоврзам, помеѓу лидерите внатре. А тоа беше помеѓу Исет Меджити, Армен Таравари и под сенка Билал Касами. Армен Таравари се само исклучи во таа битка внатре во партијата. И јас мислам дека на Исет Меджити сега главен конкурент може да му биде само Билал Касами за лидерство во таа политичка партија. Односно таа е коалиција, претпоставувам дека ќе биде, ние сите мислиме дека пошто веќе е бренд, Влен е, односно вреди веќе е бренд, и јас мислам дека ќе се опкрупна под тоа име и тука ќе моето мислење дека ќе биде Исет Меджити. Замислете сега овие да изгубат. Кој? Аки, овие од Дуи веќе да не го спомнам, пошто таму нема кој да биде лидер, но двете алијанси, Зијадин Селе изгоре исто така и Арбен Таравари. Главниот конкурент, знаеш кој може да му биде на Исет Меджити? Кој? Само Билал Касами. Јас ај сега не сакам да парафразирам, ама во многу кратка иднина може да се случи двајца лидери да има Билал Касами од една страна и Исет Меджити во другата страна како главни конкуренти. Имајќи го предвид, само за едно работа, ако ја следевте кампањата, Исет Меджити водеше најдобра кампања. Да не кажам кампања кој и наликува на еден лидер во една средина кај е мешана. Знаеш, Билал Касами и структурите неговите што прави од тето пред изборите и во време на изборите ги провоцира цело време гласачите македонци таму кај се во Тетово, на крај после да ја брат гласат. Мислам дека Исет Меджити имајќи го преди можда зашто е од Скопје, во престолнината има друг начин и менталитет на водење на политика. И јас мислам во ниту еден случај Исет Меджити, особено од кога е во вреди, никогаш не ги дигаше чувствата, да не кажам, на албанофобијата или... Да, реално не користи национални теми многу во својата реторика. Никогаш. Во редо мислам дека... Дори на моменти кога е испровоциран за такво нешто, се обидува да ги релаксира работите. Јас мислам дека тоа е огромна предност, не само кај нас, мислам дека и кај странскиот фактор, кој е многу важен момент, бидејќи и странскиот фактор сака кај нас да бидат мирна целата ситуација во државата и да има безбедност. На крајшто да не забораваме дека сме во 21 век, членка на НАТО, ќе бидеме на Европа, ќе се отворат во последниот период и преговорите за членство во Европска унија, еден ден ќе бидеме дел од неа, но пред се испаѓаме на нормалниот демократски свет, кој тоа е добро за нас како држава и како премиерот Мицкоски најави реконструкција на владата после локалните избори или после Нова година, кога ќе биде, како што јас кажав, после овие избори вреди се наметнува како еден или еден политички фактор со поголема тежина во самата влада визави ВМРО ДПМН и знам, а знам од друга страна со остварени послаби резултати, веројатно дека ќе има и послаба преговарачка позиција во самата влада. Како гледате на таа реконструкција? Мислите ли дека може, знам, да добие сега помалце министерски места, а вреди да добие подобри функции, ајде да речем? Во избори, јас искрено очекував дека Максим Димитриевски ќе победи на прв круг во Куманово, тоа не се случи. Тоа покажува дека неговата сила паднала во разлика од парламентарните избори и што така не го добија во центар. Замислете, ВМРО да помене да имаше кандидат во општина Центар, ќе победеше на прв круг. Мислам дека уште не е созрен моментот на знам за да прави коалиција со ВМРО ДПМН, особено заедно да излегуваат од листи, бидејќи очигледно тоа поделбата што било
30 години помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ тој јазот постои и многу тешко ги прифаќаат бидејќи знаат дека цело време биле во СДСМ, но тоа е трета опција, односно четврта или петата опција, како да кажеме во кај граѓаните но за жал јас чекав барем тука да имат резултат како во парламентарните избори, имајќи предвид дека биле една година власт, ти требаше да растат или да стагнират на тој број, ти имат намалување, мислам дека на гласови. Да, намалување, да. И така што јас и во минатото, пример, во парламентарните, не председателските избори се одржаа пред парламентарните избори, во една дебата со едно од члениците на ЗДАМ, му имам кажа, немојте да бидете многу задоволни од гласовите што го има председателот на партијата како лидер кој се кандидира за председател на државата, бидејќи тој влече гласов во вториот круг за председателски избори и во изборите за парламентарните избори, че имате помалце гласови, и тоа се случуваше, нели, падна. Да. И сега пак во локалните избори пада, тоа значи таа политичка партија не успеа да ваде лидери во тие општини кои ќе бидат попознати, но таа политичка партија е поврзана повеќе со лидерот. Јас мислам дека таа политичка партија треба да направи реформи и да ги промовира луѓето во тие средини. Бидејќи политичката партија не се формира одеднаш. Оставете го Али Ахмети што од 2001 година дојде на така брзо, користејќи ја ситуацијата во тој период. Другите политички партии постале од нула, па полека се кревало, односно се зголемиле од период во период, од избори до избори. Јас мислам дека на таа политичка партија му треба добра консолидација внатре и треба да излезе со други фајтери. Добро е дека кај нас да има трета, четврта опција, се со цел граѓаните да се препознаат по понудата што имат политичките партии. Но јас мислам дека после ова резултатите веќе се јасни, се знае кој колку тежи во општеството, односно кај народот. Сега нели во декември ќе има конгрес, ВМРО-ДПМНЕ треба да се избира председателот, но мислам дека се знае, само во ДУИ веруваат дека нема да биде Христијан Мицковски, само тие, пошто тие ќе земат 140.000 гласа, па после ќе има избори во ВМРО-ДПМНЕ, ќе го урнат Христијан Мицковски, па ќе има во март предвремени парламентарни избори. Овие тези ги има само ДУИ и аналитичарите од штабот на ДУИ што се платени. Така што ниту една од нивните тези, јас сум бил во дебата со многу од тие аналитичари и јавно сум кажал, веќе дојде времето, нема да има предвремени парламентарни избори. Заедно со локални тоа се случува во декември. Јас ви гарантирам дека Христијан Мицковски пак ќе биде председател на ВМРО-ДПМНЕ. Не верувам дека дури ќе има и друг против кандидат. И ова влада, после од кога ќе се избере Христијан Мицковски уште еден за еден мандат председател на ВМРО-ДПМНЕ, јас мислам дека после тоа некаде јануари чекам, јас мислам дека на тој начин би требало, ако е декември, нели тај сам изјави дека ќе се повлече, јас чекам во почеток на 2026 година да се направи првата реконструкција. Моето мислење, јас во почеток и 2024 сум имал мои критики особено кон Вреди, дека тие не правиле анализи внатре колку имат капацитет на човечки ресурси во смисла да ги стават да управуваат со институциите, однос стави го овој и после се има одредени проблеми со некои луѓе кои правеле кривични дела, па сакале да бидат носители на функција. Така кога не ја препознаваш твојата структура, односно да ги избираш тие луѓето, пошто кај нас, знаеш што, луѓето односно политичките партии сакаат да стават на тие менаџерски позиции луѓе кои влечат повеќе гласа. Јас мислам дека ние треба да излеземе од овој капоз, треба да ставиме луѓе кои вистина вредат, може да прават реформи, бидејќи граѓаните ги чекат реформи, тоа не зависи од индивидуалци колку носат гласови, туку колку може да прават реформи. Јас мислам дека кога ќе го гледаш општото на граѓаните знаат точно да проценуваат кој има правене добри дела и знаат колку треба после да го гласат. Што мислите за јас мислам дека ќе има промени од 20 до 30%. Јас претпоставам дека во владата ќе има измени од 6 до 7 министри и во другите ешалони низ кажам државниот апарат, односно
во извршната власт. Што мислите за темата или тезата предвремени парламентарни избори, која сега Веќе е консумирана. Да, но сега се реактуализира особено со резултатите на ВМРО ДПМН, бидејќи тие според анализите имаат најголем пат во поглед на парламентарните избори. Значи зборуваме за пат од 135.000 гласа. Веќе зборувавме за тоа дека не треба да се споредуваат, дека на парламентарни би добиле повеќе, но сепак и тоа повеќе е поголем пат. Е сепак голем пат. И сега има теза дека можеби би било паметно сега за премиерот Мицкоси во оваа ситуација да свика предвремени избори каде што се уште би добил прилично добар резултат пред се во поглед на грогираната, ајде да речеме, СДСМ. Плюс минус 2-3 пратеници не игра голема улога. Истиот резултат, може и поголем резултат да има во БНДПН, пошто инерцијата од овие избори, може да заборавам дека тие ги имаат голема земјана Струмица, која 20 години го немаше. Тоа е голема општина и пред се има гласови. Сега тамо ќе се смена менаџментот, луѓето внатре и не знаеш како е кај народот. Сите сакаат да бидат блиску до градчалникот и да имат релации. Тоа е менталитетот на луѓето. Ние нема што да криеме во државата, се знае. Секој сака да има подобра позиција во јавната администрација, интереси и така натаму. Јас мислам дека на ВМРО нема ова корист. Јас мислам дека ВМРО нема да оди на предвремени парламентарни избори, бидејќи во следниот, јас ви гарантирам дека во следните 8 години таа е безбедна како политичка партија, нема да има конкуренција. Самите во СДСМ минатата година имате изјавено дека за 8 години ќе се спремат за да се вратат во политичка пресметка со ВМРО Ако ги гледаме резултатите на СДСМ, имајќи во предвид дека СДСМ има дури уште помалце избори, се извирам гласачи, јас мислам дека уште плюс 4 години јас можам да им давам по овој менталитет. Пример, Венко Филипче дојде председател, јас мислам дека треба да продолжи тој. Тој има визија да ја крива партијата, така јас не знам зошто па овие му барат дека треба да даде оставка. Секој си знае дека треба дека си седи таму, нека си прави реформи и да ја врати партијата во добар пат. Па партијата достигна историски минимум, Мислам дека таму луѓето уште не се покажала. Уште не се покажала таа политичка партија, млади луѓе, може да си се перспективни, треба време да се докажуваат. Понјавдоста, јас мислам дека, моето мислење, дека дури и другите политички партии не треба да му се мешат внатре во менаџментот на СДСМ, се подразбираат дека другите политички партии од тој фијаско што има може да му кажат заради тоа дека барат промени таму, но јас да ме прашуваш, таа е внатре во неговата политичка партија, тие знаат подобро како ќе биде трендот на нивното движење, но во СДСМ само можам ова да го кажам, дека има две опции сега. Има опција или да се фатат за работа за да ја креват партијата, или имат опција да ја држат вака, дури да ја намалуваат малце, за да стигнат до 6-7 пратеници во следните парламентарни избори, да му бидат приврзок на ВМРО ДПМН да прават коалиција па со нив и да влезат да земат некој дел од гласот. Две опции, трета нема кај нив. Или да растат директно да се фајтират со ВМРО ДПМН во следните парламентарни избори кога да се случува тоа, или па да ја намалат политичка партија па да го заменат некоја друга ако му притреба. Карикираме сега, хипотетички кажувам, во следна влада им фали на владата да направи 61 или 80 пратици, па да се придружат они. Но јас верувам дека во СДСМ има луѓе кои сакаат да ја креват таа политичка партија како било и во минатото, и на крај краишта ВМРО ДПМН да има пандан со кој ќе се пресметува, бидејќи реално ВМРО ДПМН во следниот период нема исто кого да се бори во следните избори. Кои да се случуваат тие, дали парламентарни, председателски или локални избори. Да. Добро, господине Фаризи, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам на вас за поканата. Брзо поминуваше времето и се надевам дека граѓаните се задоволни од нашите одговори. Па да, направивме навистина исцрпна анализа и во вториот и во првиот дел, ги поминавме сите точки, така да верувам дека навистина добивме добри квалитетни одговори. Почитувани, ви благодариме на вниманието и на довербата и се разбира, останете со програмата на Телевизија 24.